Дали знаете дека Радика е единствената бифуркациска река во нашата земја која дава вода на два слива, Јадранскиот и Егејскиот. Со канали дел од водите се носат во Мавровското езеро и го полнат со вода, а од тука со подземни тунели во Вардар. По долината на реката од дамнешни времиња населението се занимавало со изработка на предмети од дрво. Подоцна резбарството достигнало висок уметнички квалитет. Куриозитет за долината на реката Радика представува оригиналната народна архитектура на селските куќи во Битуше, Јанче, Гари, Лазарополе, Галичник и други. Околината на Радика изобилува со богат растителен и животински свет. Од дивечот има срни, диви свињи, дивокози, мечки, рисови, волци и лисици. Непосредно над брегот, при утоката на Радика во Дебарското езеро, се наоѓа бањата Косоврасти, познато лекувалиште за ревматски заболувања. Топлите сулфурни радиоактивни води со своите 48 степени Целзиусови уште повеќе ја зголемуваат привлечноста кон Радика и кон овој крај. Тресонечка река пак извира под пазувите на Бистра и прави 11 поголеми и помали водопади. Највисокиот од нив е 40 метри. Реката тече низ прекрасниот природен амбиент меѓу карпи, шуми и треви како тепих и шумско цвеќе. По неколку километри се врева во реката Радика, веднаш под познатиот Бошков мост. Дали некогаш сте слушнале за пештера во која има езера, водопади и огромни галерии, преполни со сталактити и сталагмити? Во атарот на селото Тресонче, во прекрасната природа обвиткана со густа листопадна шума, постои токму таква спелеолошка убавица – Долна Алилица. Влезот во пештерата е тесен, во неа се влегува клечејки. По само 10 чекори, пред вас ќе се отвори огромна пештерска галерија исполнета со прекрасни украси. Колку подлабоко навлегувате во пештерата, толку повеќе се слуша татнежот на водата. Во пештерата, која важи за една од најубавите, една од патеките ќе ве одведе до прекрасно пештерско езеро, а друга до водопади.